Се сеќавате како викаа нашите кошаркари и ракометари? За кого? За Македонија. За Македонија која оди напред. Благодарам. Сакам да ве прашам едно важно прашање денес. Без многу да кружиме, без да го симнуваме нивото на напади кон противникот, само ќе прашам, употребувајќи ја изјавата на кандидатот за премиер на СДСМ, господинот Зоран Заев, дали македонскиот народ е грдото лице на Македонија? Дали ваков човек може да биде премиер на оваа земја? Дали ваков човек заслужува да ја добие довербата на нашите граѓани? Драги мои сопартици, почитувани пријатели, денес стоиме тука на презентацијата, на представувањето на кандидатите за пратеници. После оној ден, во 2014 година, кога славевме победа со огромна разлика против опозицијата, после 2 години на тешка, сериозна криза, состојба на поделеност и конфликтност, состојба која не разори како држава, имаше за цел да ни го скрши духот. После безброј манипулации дека има 500.000 фантоми за да излезе дека ги нема, после куп лаги и подметнувања против нас, кои се потврдија за неточни, после протестите на 5 мај минатата година, кога брутално ја напаѓаа и ја повредуваа полицијата, после настаните во Диво населје, кога лажеа дека е убиено мало невино девојче, после запрени терористички акции на терористите во Диво населје, кои имаа за цел да нападнат и кренат во воздух трговски центри и јавни објекти низ Македонија, а некој утредента се сликаше на истото место со 2 прста и уште насмеан до уши. После напади и фарбање на цел главен град и се што се изгради изминатиот период, институции, споменици на македонските херои, како да се срамат од нив, и повторно напади на полицајци со што ќе стигнат, со боја, со молотови коктели, со шипки. Потоа, после директни закани по живот за мене и за моите најблиски, после пресретнатите долго подготвувани акции на чело со Чаушот, кој нели прво не го познаваа и слично, после хајката на специјалното јавно обвинителство, за кое на секого веќе му е јасно дека одработува за некого и има исклучително политичка цел, после низа лаги за тоа кој прислушкувал и колку прислушувани материјали постојат, после прогласувањето на фантоми, прво половина милион, па 200.000, па 50.000, па 20.000, после сериозни природни непогоди, поплави, кои сакаа политички да ги злоупотребат. После сите овие и многу други нешта што се случија, многумина ме прашуваат сиот овој изминат период, како го изража село ова на нозе. Секако тука неодмилив дел беа и констатациите на Заев дека паднале 93 литри во секунда дожд. Значи, замислите по еден огромен аквариум во секунда да ви паѓа вода на глава, дека за изборите на 11 декември ќе сме се договориле до 31 декември, или она дека од изборната единица од 311.000 гласа морала се проверат 526.000 гласа, или дека ќе зајакна културата со поетски читања, или па она дека химната која била интонирана на почетокот на првото заседание на АСНОМ се викала "Изграј сонце на слободата", а не "Изграј зора на слободата", и слични изјави на лидерот на опозицијата, кои исто така треба да се изражат посебно. Но шегата на страна, одговорот не е воопшто едноставен. Не беше лесно. Лични навреди,
тешки клевети, омаловажувања, цел платен арсенал, политичко оружје и армија луѓе, насочени кон мене и моја дисквалификација, силно помогнати од еден познат филантроп. Оцрнување и понижување, брутални закани до мене и до моето семејство, оркестрирани од една група луѓе, а подпомогнати од секакви туги структури, кои имаат свој интерес во целата оваа ситуација. Кога ќе се сетам наназад ни што се поминавме заедно со вас, како некогаш неизвестноста ни стоеше над глава, како ги слушавме оние деструктивци од опозицијата, како се сила наоколу до секој граѓанин, без разлика дали е наш поддржувач или не, се закануваат со гнев и омраза, поттикнуваат напади по улици, кршења, палења, сквернавење на објекти, нарачуваат лични линчови. Навистина, човек да се запраша како издржавме до тука. И кога ќе се обидам да најдам еден збор што ќе ја опише нашата цврстина, нашата волја, убеденост, поттик, мотив, да истраеме во сиот овој изминат период, тој збор сепак е тука пред нас и секој го знае. Тој збор се вика народ. Додека тие манипулираа наоколу со своите сценарија и со платени протестирачи, сега ги нарекуваат во Америка професионални протестанти, кои земаат дебели хонорари да го прават тоа што го прават. И тоа во нашиот случај најчесто странски пари. Ние се подпиравме на волјата и на поддршката на мнозинството од народот, кој морам да кажам честопати беше доведуван во недоумница, во дилеми и во сомнежи, изложен на страшната пропаганда и напади кои ги трпевме. Сакаа да не направат монструми, но народот го виде тоа. Народот го препозна тоа. Против Заев и на неговите ментори во Македонија се случи нешто слично како во изборите во Соединетите Американски држави. Ако погледнете, има многу сличности во сето ова што и таму се случува. Против Заев се случи движење на тивкото мнозинство. Тоа се мнозинството луѓе кои останаа да не поддржуваат и покрај целата црна кампања против нас, кои не подлегнаа на провокациите да има крв, како што замислиле тие. Ако се сеќавате добро што им беше планот, туку молча, трпеливо и мудро согледуваа и не наседнуваа. Против Заев се случи народ. Тој народ на овие избори ќе донесе огромна победа за нашата коалиција и ќе покаже дека тој народ е газда во оваа држава. Ако порано било потешко во илинденско, во партизанско време, овој пат тоа ќе се направи со пенкалото на изборниот ден. Народот ќе им го даде својот одговор на сите оние кои го потценуваа. Со вокабуларот на Заев јас ќе кажам, сега му е мајката да биде поразен Заев за се она што тој го направи на Македонија во изминатиот период. Сега му е мајката. Овие избори ќе бидат поразлични и по една друга работа. Јас ќе бидам во четвртата изборна единица. Едноставно, дојде време Заев, откако не се кандидираше на листите во 2014-та и откако кандидат за премиер не дојде да се кандидира во изборната единица 1 во главниот град на државата, каде што традиционално јас се кандидирам. Јас да отидам во изборната единица,
која тој ја избра. После се што се случи, потребно е да даде можност на народот да одлучи за премиер меѓу мене и него. И на целата територија на Македонија, но и во четвртата изборна единица, каде лично и двајцата како индивидуи ќе ја побараме поддршката на граѓаните. Време е заедно со народот да го соочам со реалноста и да го победам. Поточно, заедно со народот да го победиме и да претрпи директен пораз во изборна единица која тој самиот ја избра и каде веројатно се чувствува најкомотен, и во градот каде е градоначалник, да види на свој терен, во својата околина, што мисли народот за него, да види што мисли народот за сите негови лаги кои ги искажа за мене, а не да ми пушта во изборната единица еден луѓе кои ги мести да изгубат од мене, за да не му бидат конкуренција после изборите во трката за избор на иден председател на СДСМ. Да види Заев дали му проаѓаат приказните и манипулациите кои конструираше за мене, и да види што за него мислат не само од цела Македонија, туку и од регионот во кој тој живее. Да види дека никој не му се плаши, туку напротив, ако тој се уплаши и избега, како што беше ред да дојде ако е кандидат за премиер, да се соочиме двајцата пред граѓаните во единицата во главниот град. Сега, јас ќе одам онаму каде што тој одбра дека за него е најдобро да бара поддршка. Така, во четворката, граѓаните, освен што ќе избираат директно носители меѓу мене и него, како и во другите изборни единици, ќе бираат директно и кандидат за премиер. Нема да го оставам да земе воздух на терен. И овие избори заради неговиот пораз во четворката и во Струмица, кој е известно дека ќе се случи, затоа што народот таму најдобро го познава, ќе биде пресуден за неговата политичка кариера. Заедно со мнозинството народ и особено со граѓаните од тој регион, не само што ќе покажеме каков е одговорот на овој слободумен народ, кој некој сака на нечесен начин и со надворешна помош да дојде на власт, туку ќе испратиме порака и до многумина други, дека тоа што го наумиле не може така да помине кај овој народ, кај овие луѓе, кај оваа генерација македонци, кај оваа генерација граѓани на Република Македонија. Во единицата, со оглед на нивниот слаб кандидат, кој сопствениот народ се дрзна да го нарече стока и кој претрпе историски пораз од Ѓорги Иванов, очекуваме резултати исти и подобри од 2014-та. Во двојката, во тројката, во четворката, во петката, во шестката, слично како во 2014-та, ќе бидат силно поразени. И мора сите заедно да стигнеме до посакуваните 63 пратеници, 63 места гласови во парламентот. Ова е времето. Сега му е мајката да биде поразен Заев и сета негова деструктивност и црни сценарија, но и сите оние заедно кои не ги гледаме и го користат него за параван. Почитувани пријатели, тие ќе продолжат со две работи, а ние со една. Звучи многу едноставно. Јас мислам и дека е всушност сосема едноставно, како што е едноставен и јасен изборот и одлуките кои треба да се донесат на овие избори. Во сиот очај и омрза, од една страна ќе се координираат со нивното СЈО, за да прави спектакли, мислејќи дека нешто ќе добијат од тоа, но се лажат. Нашиот народ знае што е што, а од друга страна,
Од друга страна ќе се обидуваат да пакуваат афери и наводни скандали преку разни методи, фалсификати и слично. Преку вториот дел од фабриката на Чауш со нивното криминално разузнавачко поземје. Во исто време, Заев ќе оди из Македонија, онака благо поднасмеан и ќе нуди невозможни работи, високи плати, 13 и 14 плати, гасовод по теркот на Струмица и Куманово, кој практично и не е гасовод, ќе враќале 15% ДДВ на граѓаните или по некој проект без никакво објаснување. Дека семејствата ќе имале поголем буџет. Работи кои никогаш не може да ги испорача без да каже како ќе ги направи. Тој никогаш не кажува како ќе ги направи. Знаете, онака ќе си каже нешто и кој ќе му поверува добро, кој нема да му поверува, ќе се обиде со нешто друго да го певаш. Па некаде може би ќе упали. Зашто за тој човек зборот нема вредност. И тој многу добро знае дека утре, по изборите, нема да мора да го исполнува дадениот збор, зашто е свесен дека ќе загуби. Но си вика, да пробам вака, да ќарам некој глас. Се сеќавате на она со Мичо Свињаро и 1 евро за вицето. Тоа е од прилика концептот на дадениот збор кај него. Тоа е Зоран Заев. И ние во овие 30 дена ќе го гледаме правиот, вистинскиот Зоран Заев. Насмеан, со многу лаги, со многу манипулации, со многу важни ветувања и знае дека ќе загуби, си вика, што ќе биде, нека биде. Да си ќарам јас некој глас, да имам некој пратеник повеќе, потоа нема да победам, тоа е тоа. А ако победам, луѓето знаат дека си лажам. Тоа е тоа, си знаат луѓето. Едната работа која ние ќе правиме е презентирање на нашата програма и презентирање на реална понуда. И она што по изборите како влада реално ќе го направиме. Тоа е најобимната политичка програма досега. И во неја има прецизно и темелно објаснето што, како и во кој рок ќе се прави. Ние ќе го правиме тоа. Тие нека се занимаваат со деструкција. Ние ќе кажуваме што ќе создаваме, што ќе градиме, какви мерки ќе преземаме, што ќе им го подобри квалитетот на живот на луѓето. Што ќе градиме, што ќе правиме за граѓаните на оваа земја, за нашиот народ, за нашите сограѓани низ целата држава. Например, тие ќе пробуваат да ветуваат дека сега му е мајката за редефинирање на Македонија и слично. А ние ќе стоиме зад нашиот даден збор и ќе работиме за нови проекти за граѓаните. Затоа ќе продолжиме политиката на ниски даноци и ослободување од доданочување и намалување на стапката на ДДВ од 18 на 5% за повеќе нови категории на производи и услуги, при што покрај намалувањето на ДДВ од 18 на 5% за печки и котли за пелети и на пелетите за грејење, кои што веќе ги најавивме, ќе извршиме и намалување на ДДВ од 18 на 5% на ветеринарните лекови и на услугите на ветеринарните друштва. Ќе има намалување на ДДВ-то од 18 на 5% и за влез на спортски надпревари, за изнемување на спортски објекти. Ќе има ослободување од царински давачки и ДДВ за специјални такси возила за превоз на лица со инвалидност и намалување на акциза за немешани биогорива, како и ќе извршиме ослободување од плаќање на увозни давачки за државјани на Република Македонија кои живеат во пограничен појас за производи добиени од нивните имоти. Нови намалувања на даноците и на давачките во Македонија, за граѓаните и компаниите во Македонија. Тие со редефинирање на државата, ние со намалување на даноците. Сега само ќе размислуваат како да не закрават. Тоа ќе им биде една од целите. Како да не закрават. Ние ќе се подготвуваме за во новата влада, работејќи на целосна обнова на возниот парк на македонски железници, кои веќе почнавме да го обновуваме. Набавивме голем број на нови вагони, а во рамките на овој проект
со новата програма, се планира да се набават вкупно нови 5 возови, и тоа 3 нови дизел моторни возови и 2 нови електромоторни возови, за што ќе инвестираме 22,5 милиони евра, за поефикасен транспорт на стока, за поефикасен транспорт на патници, а во рамките на проектот за обнова на возниот парк ќе се набават и 3 нови електрични локомотиви, за што ќе инвестираме дополнителни 7 милиони евра или вкупно околу 30 нови милиони евра за нови вагони и локомотиви за македонските железници. Тие ќе се борат да не закрават, ние ќе се подготвуваме за оваа нова набавка, која што целосно ќе го смени возниот парк во македонски железници. Сега е сменет делумно, 60-65%. Со оваа набавка ќе се смени целосно. СДСМ ќе се занимава со нереални ветувања. Со ветување на нешто што и самите знаат дека не може да го исполнат. Ние, со она што реално ќе го изградиме и ќе го направиме. Па така, сакам да објавам дека ќе изградиме нов експресен пат од влезот на Битола до граничниот премин Меджитлија преку Жабени. Нов експресен пат со 4 ленти. Битола, Жабени, граница со Грција. Ќе извршиме целосна модернизација, реконструкција со проширување на двата влеза во Битола. За сето ова ќе инвестираме нови 10 милиони евра. Подготовките ќе ги започнеме следната година, градбата веднаш потоа и ќе заврши некаде до 2019-2020. Тоа е повторно нивни лаги и нереални ветувања, наши добро пресметани, добро обмислени и пресметани инвестиции. СДСМ и пред се Зоран Заев, особено во 4-та изборна единица, ќе се занимаваат со многу критики и манипулации. А ние, освен изградбата која веќе објавивме на експресниот пат 4 ленти Штип-Радовиш и експресниот пат 4 ленти Градско Прилеп, кој веќе почна да се гради, и реконструкцијата на автопатската делница, односно на автопатот Неготино-Демеркапија, таму каде е најоштетен дел, меѓу Неготино и Демеркапија, комплетна реконструкција. Освен овие работи, ќе извршиме и обнова на регионалниот пат Струмица, Попчево, Белотино, Рич, Конче, на регионалниот пат Нов Дојран, Фурка, на регионалниот пат Гевгелија, Богданци, Фурка, на регионалниот пат Прилеп, Боротино, на регионалниот пат Прилеп, Битола, како и патот Гевгелија, Смоквица. Ќе ги обновиме и регионалните патишта Струмица, Ново село, Неготино, Кавадарци, како и Росоман, Кавадарци, како и повеќе други. Севкупната проценета вредност, проценета инвестиција на овие патишта, кои што сега ги спомнав, е околу 80 милиони евра само за магистрални и регионални, односно експресни патишта, само во 4-та изборна единица. Настрана локалните патишта кои сега не ги спомнав. Значи, само денеска кажувам 4 нови проекти од нашата програма. Намалување на ДДВ од 18 на 5% и низа даночни поволности во повеќе области, целосна обнова на возниот парк на македонски железници, односно втората фаза, откако првата ја завршивме, сега втората и завршна фаза, нов експресен пат од Битола до Меджитлија и обнова и реконструкција на влезовите во Битола, како и околу 80 милиони евра во изградба на експресни и регионални патишта за градовите и населените места во 4-та изборна единица. Ке има уште многу нови вакви, но ова само за денеска, за да направиме споредба помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ. Тоа се тие, тоа сме ние. Тоа е разликата меѓу нас. И народот тоа го следи, го гледа, го препознава и го почитува. И затоа не наградува редовно на изборите. И затоа не им проаѓаат лагите и манипулациите против нас. Затоа ние сме поразлични од нив. И затоа ние ја имаме поддршката од народот. Затоа што народот знае што е подобро за него.
Знае кој може да направи подобро за него и за нашата заедничка држава. Тој виде дека ние кога ветуваме, потоа и реализираме, остваруваме, исполнуваме, испорачуваме. Ветеното го испорачуваме. Тоа е одликата на ВМРО, ДПМН и оваа коалиција заедно со нас за подобра Македонија. Затоа, драги пријатели, прашањето кое секој треба да си го постави пред својот избор овие денови, пред нас е со кого на вас лично, на секој поединец лично во Македонија, со кого на вас лично ќе ви биде подобро? Кој ќе сработи повеќе? Кој подобро ќе се справи со економските предизвици? Со кого ќе се чувствувате посигурно и побезбедно? Кој држи повеќе до зборот, до дадениот збор, до ветувањето? Кој ќе отвори голем број нови работни места во Македонија и ќе овозможи повисоки плати, повисоки пензии, повисока социјална поддршка за граѓаните кои имаат потреба од тоа? На кого повеќе ќе му верувате? Кој ќе биде достоинствен пред уцени и со кого нема да се срамите кога еден ден ќе погледнете наназад? Кој ќе ги штити државните интереси подобро? Заев или јас? СДСМ или ВМРО? Коалицијата за подобра Македонија или нивната коалиција? Која и не знаеме како се вика патем речи. Во суштина, ова е едноставен избор. И покај сите сложени околности во кои се прави. Ова е избор за тебе. Ова е избор за Македонија. За твојата Македонија, во која ти веруваш. За независна, самостојна и суверена Македонија. Да сте живи и здрави. Одиме на голема победа. Одиме на 63 пратеници. Спремете ги чевлите. Подгответе ги јакните. Наоружајте се со аргументи кои никој не може да ги собори, а ги имаме многу. Аргументите се на наша страна. Тргнуваме на овој наш последен дел од патот до големата победа. Ова се важни избори. Важни за нашата земја. Важни за секој граѓанин на оваа наша држава. Ве повикувам, сите вас, низ целата држава, низ цела Македонија, граѓани на Македонија, од Скопје до Гевгелија, од Тетово до Куманово, Делчево, Берово и верниот исток, Прилеп, Велес, Струмица, Кавадарци, Неготино, Битова, Охрид, Ресен, Струга, Брод, Сопиште, Штип, Радовиш, Дебар, Дојран, Неготино, Крива Паванка, Кичево, Росоман, Градско, Кочани, Вевчани, Чешиново, Блешево, Демиркапија, Демирхисар, од единицата, од двојката, од тројката, од четворката, од петката, од шестката, од седмицата, од нашата диаспора. Станете, браќа и сестри, станете граѓани на Македонија, граѓани на оваа земја, станете македонци, албанци, турци, роми, власи, бошњаци, срби, станете сите. Сега му е мајката. Сега му е мајката. Да покажеме што е Македонија. Да направиме да се гордеат нашите поколенија со нас и со нашата улога во историјата на нашата држава. И кога еден ден ќе се завртиме назад, да кажеме слободно и гордо, да, јас бев дел од таа генерација, која не потлекна и која одлучи Македонија да оди напред. Дел од генерација која продолжи да верува во Македонија. Да живее ВМРО ДПМН. Да живее коалицијата за подобра Македонија. Да живее Република Македонија. Да живее успешна и победничка Македонија. Победуваме!